Почитувани, продолжуваме со серијалот на цитати на полтронот на Зоран Заев на поклоникот на заевизмот Стево Пендаровски. Не ме интересира организиран пренос на гласови. Тој така наречен трансфер на гласови, кој го договараат партиските лидери, не ме интересира. Ова го вели Пендаровски, пред сега да седне во Мала Речица и да моли за контингент гласови. Почитувани, Стево Пендаровски во 2016 година пак тврдеше дека нема, како што вели, капарисано функција, а веќе по втор пат е кандидат за председател на државата. Тоа е истиот човек кој што цел живот има некаква политичка функција. За подсетување, во 2014 година одрекуваше дека ќе биде председателски кандидат на СДСМ, а за време на тогаш неговите редовни партиски трибини се фотографираше во Газибаба со транспарент зад себе на кој што пишуваше Стево за председател. И тоа го негираше. Истовремено пак ги негираше и страниците за поддршка на социјалните медиуми, велејќи дека не знае чиви се. Почитувани, заевизмот не му е непознат на Стево Пендаровски. Човекот се што кажуваше во кампањата, потоа го погази со тоа што ги поддржа сите заевистички зафати. Од тоа што го одобри консултативниот референдум, за кој што говореше дека такво нешто е невозможно, до промена на името и капитулантскиот договор, за што велеше дека е невозможен без широк консензус. Почитувани, Пендаровски е докажана и продолжена рака на заевизмот. Втор Заев ке значи крај за државата. Втор Заев ке значи аминување на криминалот, економската девастација, губење на се што значи Македонија. Граѓаните знаат, граѓаните го препознаваат заевизмот ке Пендаровски. И заедно со ВМРО ДПМН ке го зададат првиот сериозен удар за спас на државата. Граѓаните сакаат право и правда, а не уште еден, кажувам, заборавам, негирам. Почитувани, крајот им се ближи. Гордана Силјановска-Давкова е победник на претседателските избори, ВМРО ДПМН е победник на предвремените парламентарни избори. Да ги испратиме Заев, Пендаровски и заевизмот во историјата. Ви благодарам. Повелете? Како ги коментирате новите преименувања од македонски институции во национални? Па видете вака, преименувањето на институциите е еден од срамните антимакедонски зафати од кои што произлегуваат од капитулантскиот договор. Ние постојано велевме дека се обезличува Македонија, дека се обезличуваат македонците, дека сега ќе немаат со што да се идентификуваат, дека се губи оној институционален идентитет, односно ќе немаат од каде да го црпат идентитетот. Па еве, ќе поставам прашање до граѓаните, нели е зачуван идентитетот со овој договор како што се тврдеше, нели, во оваа заевистичка политика. Да речеме, еве, гледам држите микрофон од Македонската радио телевизија, сега ќе се преименува, чинам, во национална. Па, еве, кажете ми, зрачите сателитска програма и таа ќе биде сателитска програма на националната радио телевизија. На чива нација? Кој ќе се идентификува? Чии ставови ќе ги изразува таа национална сателитска телевизија? Тоа е, еве, вака сега граѓаните и понатаму секојдневно ќе се чудат и ќе бидат фрапирани од тоа што ќе се соочуваат со последиците од капитулацијата, кои што, уште еднаш ќе потврдам, силно удираат врз идентитетските прашања на македонскиот народ.